студиото со вас, Маријан Ников. Честит празник, ги следите вестите во 8. Добро утро. Сојузот на синдикатите на Македонија денеска ќе го одбележи меѓународниот ден на трудот 1 мај со синдикален протест борајќи повисоки плати и подобри услови за работа. Почетокот на протестот е најавен за 11 часот од работничкиот дом. Потоа учесниците на протестот ќе се упатат до собранието, стопанската комора и ќе завршат пред владата да го искажат своето незадоволство. Нашите барања не се од денес, не започнаа вчера и нема да завршат утре. Протестот е начин на 1 мај да изразиме незадоволство од висината на платите кои ги примаат работниците во Македонија, а како што многу пати сме кажале досега, се најниски во регионот, а да не зборуваме и за пошироко. Каде ќе бидете вие утре? Утре ќе бидам дома со семејството. Сакаме низ диалог да ги решаваме проблемите. Всушност, секогаш решавањето на проблем на крајот доаѓа на маса низ социјален диалог. Сега велиме дека имаме добар социјален диалог и затоа на ваков начин го одбележуваме 1 мај. Денеска само синдикалци може да направат штета на работниците, како што сум кажал многу пати во минатото, и кога синдикалци поддржуваат владини политики, тоа секогаш е на штета на работниците. Забораваат да го кажат колегите од другите синдикати кои за жал слават 1 мај на 30 април, е тоа што тие прифаќаат далеку пониски износи од тоа што е предвидено денеска и со закон и со колективен договор. ССМ нема да дозволи ниту еден работник од ССМ да пати за зголемување на платите. Председателката на антикорупцијската комисија во текот на вчерашниот ден преку соопштение ги изрази своите ставови по серијата апели за нејзина оставка. Таа вели дека имала комуникација со семеен пријател, но дека содржината нема допирна точка со коруптивни дејства, ниту пак со случајот Адитив. Од соопштението од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се согледува дека нашата комуникација траела до декември 2024 или пред да му е изречена мерка притвор. По оваа мерка кон него јас престанувам со комуникација. Содржината на комуникацијата се однесува на разговори без никаква поврзаност со случајот Адитив. Дел од споделените информации се однесуваат на јавни документи чија содржина пред нашата комуникација е објавена во јавност, а останатиот дел е вообичаена пријателска комуникација. За оваа моја комуникација изразувам жалење и укажувам дека е направена без никаква намера да влијаам на постапката или на било кој аспект на истрагата. Ова го тврдам одговорно, вели Димитровска. Во моментов цениме дека на оние одлуки што се донесени колективно од Комисијата на јавна седница, нема потреба да им правиме проверка затоа што и во моментов немаме подетални информации од оние што се објавени во јавноста. Конкретниот настан е во надлежност на правосудните органи и тие мора да го расчистат случајот, а ние во меѓувреме ќе работиме на внатрешни контроли и превентивни механизми, вели Каракашова Шулев. Постои ли политичка волја кај пратениците да побараат одговорност од председателката на ДКСК? Ги следат случувањата, но засега нема да превземаат конкретни чекори, откако првата антикорупционерка, која е осомничена за оддавање службена тајна, објави дека останува на функцијата, двете најголеми парламентарни партии моментално не планираат да бараат нејзино разрешување. Од владеачката партија велат ако било кој функционер е опфатен со кривична истрага, нема да биде толериран. Ќе почекаме да видиме како ќе се изјаснат и другите членови на Државната комисија за спречување на корупцијата, но таквото однесување каде што некој актуелен функционер е под истрага за сторено кривично дело, нема да го толерираме. Опозицијската партија пак ќе го чека исходот од постапката која јавното обвинителство ја води против Димитровска. Од тоа ќе зависеле и нивните следни чекори. Најсоодветно е прво да видиме што ќе покаже истрагата. Ја почитуваме презумпцијата на невиност и внимателно ги следиме сите информации досега. Врз база на тоа ќе носиме понатамошни одлуки. Според Законот за спречување на корупција, председател или член на комисијата се разрешува ако тој е осуден на затвор повеќе од 6 месеци, неоправдано отсуствува од работа, ги прекрши правилата за спречување судир на интереси или ако е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Почна постапката за регистрација на влен како партија. Во собранието ќе функционираат со 9 пратеници.
Од блокот на Таравари велат дека ќе имат своја пратеничка група, а едното учество во владата останува да го договарат Мицковски и Таравари. Расколот во Вреди е официализиран. Меджити Касами и Ибрахими како и Ќоко стануваат една партија, без Таравари. Синоќа е направен првиот орган на новиот политички субјект, председателство, а во наредните денови се очекуваат и другите органи како изборните штабови за локалните избори. Нашите информации велат дека лидер на партијата Вреди ќе биде Касами. По состанокот на кој не присуствуваше Таравари, договорено и формирање на нова пратеничка група. Неофицијално нов координатор ќе биде лидерот на самоопределување Ќоко. Од сега натаму Влен најавува мораториум на јавни политички активности на политичките партии кои го сочинуваат Влен и од сега натаму се ќе биде под името и логото на Влен. Парламентарната група на Влен ќе продолжи со пратениците кои ќе ја поддржат истата група. За сега до собранискиот спикер Гаши нема барање за официализирање на новата група на Вреди. Доколку дојде до делба во пратеничката група, Алијанса ќе формира своја група. Велат и Таравари и досегашниот координатор Снопче. Сепак двајцата со различен став околу тоа дали влада без Алијанса е легитимна или не. Им посакувам многу успех. Многу се радувам што се споија трите партии, подобро една партија отколку три партии. Им посакувам успех на изборите. Ние како Алијанса ќе излеземе со наши сопствени листи и најверојатно и со наши кандидати за градоначелник. Ја не сум за предвремени избори и нашата партија има таков став. Не сме за предвремени избори, има стабилно мнозинство, без разлика дали сме ние во влада или не сме во влада. Јас сметам дека треба да има локални избори. Сите ние, многу ни е битно како политички партии да излеземе со што подобри резултати во локалните избори и таа ни е целта, да победиме во што повеќе општини, кај што ќе можеме нормално. Кога ќе се сретнете со премиерот Мицковски? Он е во Шпанија, штом се врати ќе се сретнеме. Ние сме преспремни за сите опции, се разбира. За нас не представува никаков проблем да бидеме во опозиција, се разбира. Меѓутоа се разбира, има една општа констатација дека ако Алијанса за албанците е надвор од владата, тогаш неминовно доаѓа во прашање новите парламентарни избори. Владата без обзир дека ќе има бројки и без Алијанса за албанците, меѓутоа таа влада ќе биде нестабилна влада со само 9 албански пратеници. Од владеачкото мнозинство се уште не се загрижени за ваквите прегрупирања. Велат дека владината коалиција е стабилна, дури ако остане без Таравари. Ние неколку пати сме кажале дека мнозинството неофицијално брои 2/3, односно над 80 пратеници. Јас ве уверувам дека и покрај таа ситуација, доколку стане актуелна и се случи, владата ќе функционира сосема нормално и подобро од претходно. Ние сме подготвени во секој момент на предвремени избори, но таквите нема да ги има заедно со локалните. Прибирањата во Вреди почнаа пред 1 месец, кога Таравари побара од сегашните коалицијски партнери или да добие 6 градоначалнички кандидати и поголем колач од советничките места за локалните избори, или се закани дека ќе настапува самостојно, дури во соработка со ДУИ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Нема независно судство без независно финансирање. Судиите дебатира за подобрување на состојбите и алармираат дека се оставени со помалку ресурси, а со повеќе работа. Председателот на Судскиот совет алармираше дека оставките на членовите на кои им беше изгласана интерпелација не се реформа и дека треба да се промени законот. Оставките не се реформа, а видите, Судскиот совет е скоро целосно променет. Од ова впечаток што се влече од минатиот состав на Судскиот совет. Сега, како што знаете, скоро половина од Судскиот совет е променет. А доколку сакаме на вистина некоја реформа да направиме, реформата се прави на друг начин, со промена на законот, со намалување на мандат, со депрофесионализација на Судски совет, на Обвинителски совет, а само персонални промени, тоа нема ништо. Која ви е гаранцијата дека новите членови кои што ќе дојдат дека ќе бидат подобри? Но токму несреќата во Кочани, како и сите судски постапки кои се поврзани со предистражните и истражните действија поврзани со самиот настан, но и сите идни судски постапки кои најверојатно ќе следат во иднина, може да бидат поттик за навремено да реагираме во делот на организацијата на судовите, недостигот на судии, а во последно време и недостигот на стручна и судска служба. Потребна е институционална кохабитација на трите власти, заставена на универзалните принципи на владењето на правото и демократските вредности. За жал, по многу спроведени реформи, денес како да сме на самиот почеток, иста дебата,
исти залагање, нова надеж и стари проблеми. Синоќа на Монжуик во Барселона надпревар со 6 голови одигра